Екипата на телевизија 24 денеска се упати во Кратово. Зоран Стојановски, родител на дете со посебни потреби, реагира дека училишниот превоз се прекинат веќе четврти ден. Превозот бил бесплатен, а овие денови плаќаат такси превоз кој во еден правец чини околу 130 до 150 денари. А кога е слободен, тој носи својата кирка која е 600 деление. Посочува дека се живее во кризно време, во кое цените се значително повисоки. Вели дека иако се обидел да стапи во контакт со директорката на основното училиште Коча Рацин, Марина Бојковска, не го успел да ја добие, а воедно и понатаму чека известување зошто училишниот превоз се прекинат во ек на учебната година. Кога во 7:15, како и секој ден на договорено место, пристигнавме, возило што доаѓаше секој ден возилото не дојде, бидна 7:30 часот, ми се јави наставникот што ги учи децата, дефектологот, и рече: Зоран, од денеска превоз нема да има. Зошто? Му велам, што е проблемот? Не знам, нема да има до кога, и тоа рече не знам, имало нешто проблем, така да како мислиш да правиме? Му реков, јас детето не го оставам дома, ќе го носам кога можам, јас кога со такси, не сум информиран, значи од никого дека ќе има прекин на превозот. Со градоначалникот стапив преку порака, ми одговори на пораката дека имало распишано тендер, бил даден на електронска аукција, имало некој технички проблем. Со директорката на основното училиште Коча Рацин утрово не можевме да стапиме во контакт, но сепак упорноста вредеше. Екипата на телевизија 24 стапи во контакт со директорката на основното училиште Коча Рацин, Марина Бојковска. Таа не сакаше да даде изјава пред камера, но вели дека попладнево е закажана електронска аукција, а веќе во текот на наредната недела очекува проблемот со училишниот превоз да биде решен. Бојковска зад камерата вели дека училиштето секоја година распишува тендер, но оваа година доцнат, затоа што доцна бил донесен ребалансот и се нашле во ситуација во која не можеле навремено да ги подготват програмите. Вело дека договорот траел до 31 август, а со анекс бил продолжен договорот уште 15 дена. На прашањето дали родителите и учениците биле навремено известени, директорката вели дека класните раководители ги известиле навремено, а било објавено и на веб страната на училиштето. Вкупната бројка на ученици во училиштето е околу 420, а бројката на ученици кои го користат училишниот превоз е од 40 до 50 ученици, вели родител од Советот на родители. Има ученици кои претходно го користеле училишниот превоз, а сега или нивните родители се снаоѓаат со превоз, некои пак се префрлени на онлайн настава, а има и такви ученици кои поради немањето можност од компјутер и онлайн настава добиваат материјали од училиштето секоја недела, вели директорката. Бојковска истакнува дека постапката е во тек. Го контактиравме и градоначалникот на Кратово, Тодорче Николовски. Не сум запознаен дека превозот е укинат. Значи вака, како што ви кажав и претходно, неофицијално, повеќе од 10 години превозот на учениците во нашата општина го организираат самите училишта. Значи со нивните менаџерски тимови во рамките на Законот за јавни набавки и други позитивни прописи. Од пред 2 години од страна на образовните институции, основното Кочо Рацин и гимназијата се набавени превозни средства. Значи гимназијата има набавено едно мини бусче, а основното 2 комбиња со цел да се врши превозот на ученици, кои се уште не се ставени во функција. Предпоставувам најверојатно и претходно заради технички причини. Бојковска и Николовски велат дека станува збор за технички проблеми, а аукцијата е во тек. Стојановски пак нагласува дека не обвинува никого, ниту директорката, ниту локалната управа, туку само бара известување колку време би траела постапката и дали во најбрз можен рок проблемот би се решил. Потенцира дека ќерката која е во посебна паралелка со радост го чека секој нареден ден за да оди во училиште, а периодот кој бил за време на пандемијата и таа кога не можела да оди во училиште, посакува да не се повтори.